низ историјата. Значи обично тоа се случува со дали може кога месечината е точно полна. Затоа што нели кој што реков, едно од правилото е месечината секогаш првата недела после полната месечина. Таа полна месечина, да речеме, не може да одредат свештеници, без разлика, мислам, едино нормално ако свештениците не ја познаваат доволно астрономијата, значи тоа мора да го одредат строго астрономи. И од таму се јавуваат и тие грешки такви што се јавиле 1962 година или 1941 година. Добро, како што реков, вечерува ќе зборуваме за Великден, односно поврзаноста на овој христијански голем празник со астрономијата и астрономските аспекти и толкување. Но во меѓувреме, во нашиве редовни рубрики постојано имаме слушатели, љубопитни слушатели кои што нешто прашуваат. Малку е надвор од темата ова прашање, но сепак предпоследната на Радио 2 секогаш го следи и секогаш ќе го следи интересот на своите слушатели. Еве една СМС порака, велам надвор од нашата тема е, но сепак да одговориме. Прашањето гласи: се гледаат ли Плутон и Церес со аматерски телескоп? И дали од авион може да се види закривеноста на земјата? И уште едно прашање: може ли туристички да се надгледува лансирање, било од Флорида, било од космодромот во Бојконур? Па, за првото прашање, дали се гледаат Плутон и Церес со аматерски телескоп? Па видите, мислам, не знам што се подразбира под аматерски телескоп. Примереве, телескопите што ги има Скопското астрономско друштво, има телескоп од 4, од 6 и од 8 инча, и они вршат зголемување некаде, овака добро, за да се гледа некаде 400 до 600 пати. Плутон мислам дека е на границата и мислам дека не би можело да се види. Видите, Плутон има 14 магнитуда. Тука негдека нешто подобра магнитуда има Церес. Мислам дека околу 11 му е магнитуда. Церес мислам дека е некаде околу 14. Со овие нашиве телескопи мислам дека Плутон не би можел да се види. Иначе, што се однесува до другите планети, мислам, значи до Плутон, пошто нели првите овие до Сатурн се гледаат со голо око, Нептун и Уран и Нептун можат многу убаво да се видат. Дури имаше еден астроном од Скопско астрономско друштво кој што со голо око го гледаше Уран. Мислам, он секогаш го знаеше каде е Уран и мислам со голо око кажуваше дека го гледа. Мислам, иако тоа е реткост, мислам, наистина треба да се има око па да се види Уран со голо око. Меѓутоа, Плутон е некаде 13-14 магнитуда и не верувам дека би со овие нашиве телескопи дека би можеле ние да го видиме. Мислам дека е на граница на ова. Добро. А дали од авион може да се види закривеноста на површината на планетата Земја? Од 12.000 може би. Од 12.000 пак е тука, пак се збори за некоја граница. Мислам дека кога би биле на 20 или на 30 километри која би летале авионите, пример, мислам да зборам хипотетички, нели не можат на таа висина да летат. Мислам дека јасно би можеле да се види закривеноста. Меѓутоа на 10.000 метра па не знам, малце ми е премногу малку. Да, премногу малку е. Мислам, иако видите, уште човештвото, значи првите сознанија за тоа како земјата е округла, нели се добива од она кога се посматра на отворен простор, кога се посматра некој брод. И се бродот постепено нели започнува се губи, да, значи најнапред се губи оној долниот дел, па се на крајот на катарката, како се нарекува, катарка, оној високиот дел. Јарболо, да. Сега да се види таа закривеност, да речеме бродот ако отишол 40-50 км, и пак тоа е малце симптоматично, мислам, малце чудно е. Меѓутоа, што се однесува до прашањето, мислам дека од 10.000 метра, од 10.000
Да, од 10 километра не би можел да види. Добро, ако надгледува, што ти е малку инвентивен, може би ќе почувствува. Па да, можда, ама мислам на 20 кога би се качил, мислам дека би можел. Посигурна работа. Да. И третото прашање, дали може чисто туристички да се надгледува лансирање од Флорида или од Бојконур? Па за Флорида знам дека може да се наблюдува. Мислам, секогаш кога се полетува шатлот, се нагласува дека ете во тој ден, тој час полетува. Има доста посетители. Знам и еден член на Скопско астрономско друштво кој што као студент престојуваше во Америка и мислам дека беше на едно полетување на шатлот. За на Флорида знам, меѓутоа за Бојконур знам порано дека на Бојконур беше многу строго да се пристапи. Бе многу тешко, меѓутоа во поново време мислам дека и русите таа работа ја олабавија, мислам дека и они веќе дозволија така туристички да може да се лансира на една нивна ракета, примерно на Сојуз или на Прогрес. Тоа се три одговори на трите поставени прашања. Ви благодарам за овие прашања и натаму ќе ги прифаќаме вашите СМС пораки на 070 145 921, а сега е точно 22 часот. Одиме со нашиот хит Недолник. Еве неповторно до студиото гостим во ова издание на предпоследната Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво. Зборуваме вечерва за поврзаностите меѓу Великденот и астрономијата. Во тој контекст, Зоране, Бог познато е дека се јавува религијата, но на еден начин. Многу малку луѓе знаат дека се јавува и во астрономијата. Како се тие поврзани меѓу себе? Па, видите, астрономијата и религијата се доста поврзани, без разлика што се работи за може да се каже, спротставени науки. Ево, самиот почеток на Библијата, нели, се кажува дека најнапред Господ го створи небото и земјата и после ја створи светлината и кога виде светлината дека е добра, ја одвои од темнината. Мислам, тоа се првите записи од Библијата. Сега, сите информации... Што на еден начин се астрономски категории. Да, па видите, астрономите све што пратат на небото, пратат светлината. И сите податоци што ги добиваат, да речеме, за тоа колка е температурата на Сонцето, на месечината, на некоја звезда, оддалеченост и тоа, ја добиваме ние преку светлината. И оттаму постои таа поврзаност помеѓу светлината и астрономијата. Друга работа, поврзаноста, уште во најстаро време, значи да збориме од египетските свештеници. Египетските свештеници биле врвни астрономи. Они пресметале дека од едно надоаѓање на реката Нил, па до наредното надоаѓање на реката поминуваат нешто повеќе од 12 полни месечини или дека секоја трета година поминуваат 13 полни месечини. Исто така египетските свештеници некаде 1200 години пред Христа, они го пресметале циклусот, сотишниот циклус, кој што трае 1460 години. Значи, додеше тука е направена грешка од некаде 47 години. Меѓутоа, во тоа време, отприлика пред 2200-300 години, да се пресмета тој еден циклус, тоа во тоа време представувала револуција. На друго место кај што постои поврзаност помеѓу религијата и астрономијата е тоа да низ историјата, еве, ако го земеме со Сагена, кој што го составува јулијанскиот календар, или нешто подоцна кој што ги составува, кој што, еве, да речеме Христофер Шлосер, или во историјата познат као Христофер Главус, и Алојзо Лилие, кои што се творци на денешниот Грегоријански календар. Они уствари биле врвни астрономи, мислам луѓе кои што познавале многу добро астрономијата, кои што ги познавале на механичко движење на небеските тела околу Сонцето. И леве да го земеме најголемиот можда словенски астроном Никола Коперник. Никола Коперник, мислам, мал број на не на луѓе, него мал број на астрономи знаат дека всушност Никола Коперник не е астроном, него е свештеник. Меѓутоа е човек кој што многу добро ја познавал астрономијата и човек кој што првпат ја предвидел дека нели сите небески тела се движат околу Сонцето, значи кој што го побил оне системот на Птоломеј кој што бил воспоставен некаде
600-700 години пред неде. Значи, оттаму постои таа поврзаност. Или еве да земеме да земеме на раѓањето на Исус Христос. Самите тројцата мудреци, нели, кои што дошле од Каспиското езеро од север, значи кои што прателе една звезда. Они прателе една звезда и таа звезда застанала изнад пештерата во која што е роден Исус Христос. Значи, звездата е астрономска категорија. Сега тука самата астрономија се меша со некои своји работи, пример за околу тоа појавување на Исус Христос, на околу тоа раѓање. Се зема еден датум, а тоа е датума 17 јуни втората година пред Христа, значи сметано по јулијанскиот начин на броењето на годините. Значи, тогаш што настанува? Настанува една конјункција помеѓу помеѓу Јупитер и Венера. Значи, овие две планети доаѓаат една до друга. И тоа се две небески тела, ако не го рачунаме сонцето и месечината на небото, кои што се најсветли текот на ноќта. Значи,